Почитувани учесници, наставници и колеги. Добре дојдовте на денешниот вебинар, организиран од Сдруженијето на оделенски наставници ЗОН Учител. На самиот почеток, сакам да ве замолам да не го користите четот за поздравување и представување. На четот за кратко ќе се достави линк за сертификат кој треба да се потполни од ваша страна. Ви благодарам на разбирањето. Со особена чест и задоволство ви го најавуваме денешниот вебинар и нашиот предавач, магистар Добри Јовевски. Добри Јовевски е дипломиран професор по студентска настава, ментор и магистар по математички науки и математичко-информатичко образование. Тој е долгогодишен просветен работник во основното општинско училиште Илинден во Крива Паланка. Препознатлив по својата посветеност на современото образование, иновативната настава и интеграција на дигиталните технологии во воспитно-образовниот процес. Во својата професионална работа активно придонесува кон унапредување на наставата преку развој на наставните програми, материјалите за учење, обуките и менторската поддршка. Учествувал во изработка на наставните програми по математика од прво до пето оделение. Автор е на учебниците по математика за трето, четврто и пето оделение, како и автор на збирките задачи по математика за прво, второ, трето, четврто и пето оделение. Исто така како автор е и на програмите за слободни изборни предмети за четврто и пето оделение, како и за шесто и седмо оделение под наслов Учам за моето здравје. Покрај тоа, магистар Јовевски има учествувано и во развојот на дигитални образовни содржини и дигитални учебни ресурси, вклучително и материјали достапни на платформата настава.мк, со што дава значаен придонес во дигиталната трансформација на образованието. Остварувал и повеќе улоги како координатор и реализатор на домашни и меѓународни образовни проекти, вклучително и Еразмус Плюс иницијативи. А своето искуство го има споделено на бројни домашни и меѓународни конференции, симпозиуми и стручни собири. Како обучувач, тој е особено ангажиран во областа на медиумската писменост, современите наставни пристапи и имплементација на концепцијата за основно образование. А воедно е препознат и како професионалец кој активно придонесува за градење инклузивна, креативна, потикнувачка средина за учење. Неговиот професионален ангажман е потврден и преку меѓународни улоги и признања. Тој е и пејли амбасадор каде придонесува во промоција на учењето во текот на животот и современите образовни теми, а истовремено и ЕЈУ код УИК амбасадор за Северна Македонија, со активна улога во промоција на дигиталната писменост, компјутерското размислување, креативноста и иновативните пристапи во наставата. Денес имаме чест да слушнеме предавач кој за себе има богато практично искуство, авторски истражувачки трудови, силна визија за современото образование и искрена посветеност кон развојот на наставниците и учениците. Ве покануваме со внимание да го проследите неговото излагање. Со големо задоволство ви го представуваме магистар Добре Јовевски. Добро вечер, професоре. Добро вечер, Добре. Добре ви дојдовте на денешниот вебинар и ви посакуваме успешна работа. Добро вечер, Горде. Благодарам за ова прекрасна најава. Добро вечер на сите. На самиот почеток сакам искрено да се заблагодарам на ЗОН Учители за укажаната можност да бидам дел од овој серијал на вебинари кои што ги организираат
зон учители и можноста да бидам дел од самата ова ваша концепција која што ја организирате. За мене е особена чест и задоволство што вечерва заедно ќе зборуваме на тема која што е многу важна за современото образование. Упатувам срдечна благодарност и срдечни поздрави до сите колешки и колеги кои наставници, нели, кои се вклучени и одделија од своето време да бидат дел од овој вебинар. Исто така благодарност и за советниците од Бирот за развој на образование кои што го следат вебинарот. Присуството на наставниците на овој вебинар покажува уште една потврда дека ние наставниците се повеќе ја препознаваме потребата од наше професионално усовршување, следење на современите образовни трендови и унапредување на воспитно-образовниот процес, а секако и подобрување на нашите дигитални компетенции кои што се неопходни во времето во кое што живееме и во кое што работиме. Темата за дигиталната писменост денес има особено значење во нашиот воспитно-образовен процес, бидејќи е тесно поврзана со развојот на квалитетно, современо и дигитално инклузивно образование. А воедно е една од важните алки и насоки што се поврзани и во пошироките европски образовни контексти, бидејќи од кластер 3, каде што е опфатена конкурентноста и инклузивноста, поглавје 26, каде што се зборува токму за образованието и за дигиталните компетенции кои што треба да ги поседуваат наставниците, и тоа е нотирано во извештаите на делегацијата на Европската Унија. И затоа сега сме тука малку повеќе да продискутираме за можностите кои што ги нудат сите оние платформи кои што се креирани од страна на делегацијата на Европската Унија и малку поблиску да се доближиме до оние трендови кои што се на пошироко глобално ниво. Затоа вечерва ќе зборуваме за можноста што ги нуди платформата CodeWeek, за тоа како може да ни помогне во нашата работа и како преку неа можеме да создадеме повеќе можности за нас, наставниците, за учениците и секако за подобрување на целокупниот воспитно-образовен процес. Јас сега ќе споделам презентацијата и заеднички да ја проследиме самата презентација. Секако и ќе ги мотивирам колегите во текот на вашата презентација, доколку имаат прашања, слободно можете во четот да ги испратите, но Така. како на почетокот кажавме, без поздрави, без пишување на вашите иницијали. Само вашите прашања, кои на крајот ќе имаме можност да ги прочитаме и магистар Добра Јовевски ќе ви одговори на секој прашање. Пријатна работа и ве оставам во рацете на професионалец. Така. Јас ќе упатам и благодарност, Горде, за целокупната техничка подршка што ми ја пруживте вие, Наташа, Марија и секако Гордана, вие со вашата најава и со воведот во целокупната наша денешна активност што ја организиравме. Значи, темата која што ја испланирав денеска, за која што да дискутираме, ја насловив како CodeWeek во мојата училница, нови идеи за креативна и дигитална настава. Сега, бидејќи станува збор за платформа која што дел од наставниците ја користат, дел можеби и не ја користат, би ги замолил сите наставници доколку можат да влезат во линкот кој што мислам дека во чет ќе биде споделен, да ја пополнат анкетата. Јас ќе одобрам пристап за да може да следиме колку сме ние запознаени со ова платформа и дали ја користиме. Може да... Мислам дека влегоа наставниците. Една минута ќе имаме можност да пополниме.
Може би условно се од предвидени избори, во моменти кога се прават консолидирани, анкетите тоа го покажуваат дека е спротивно. Дека може да това е што така. Липса на тој начин и да позиција тоа е техничката влада, односно измените, дори дека си за таа след. Имаме неколку прашања на кои што би било добро да дадеме свое видување и мислење. Може да одиме сега на следното прашање. Еве тука може да видиме дека повеќе емина од слушателите, учесниците на вебинарот немат информација за самата платформа. Затоа сме сега тука за да малку повеќе ја доближиме и сето она што може да направиме и да креираме активности. Сега ќе одиме на следното прашање. Може да одиме, еве, ова е веќе и предизвик зашто сме тука, бидејќи поголем број од вас не имат користено платформата, сега ќе има можност да се малку повеќе запознаеме со можностите што ги нуди самата платформа. Она беше така. Моје само ќе ќе кажам како треба да биде. Сега ќе одиме на Јас следното. кажам како треба да биде. Епа нема, правете си го тогаш биде како што се кажува. Ја не правам ништо. Би ги замолил Ајде бре колеги, исклучете ги тие микрофоните. Ема да правам и цело, не се расправаме за тоа. Ајде, двајца сме инат. И двајцата сме инат. Ке си инат и ќе се инат. Нема да читам, нема да читам, не така. Колега Добри, ако може микрофонот да го вклучите, затоа што мора сите да ги исклучам. Па се исклучите и вие. Колега Добри, да се слушаме? Да го вклучите микрофонот, затоа што мора да ги исклучам сите присутни.
Сега мислам дека е во ред. Марија, дали се слушаме за да продолжам? Да. Само би Да. ги замолила сите колеги да внимаваат на микрофоните, за да не им се случуваат такви ситуации. Така, благодарам на сите колеги кои што ете несебично ги споделија своите размислувања околу користењето на самата платформа и она на крајот што забележав дека поголемиот број од наставниците ги интересира се и затоа сме сега тука да споделиме се што се можности за користење на самата платформа. Сега, на почетокот би сакал да направам еден вовед што представува самата платформа. Тоа е европска Grassroot мрежа, воедно водена од волонтери и поддржана од, како што кажав, Европската комисија, а во моментот програмата ја спроведува Junior Achievement од Европа и секој може да организира одредени активности, да ги додаде на мапата, училиштето, наставникот, може да учествуваат различни структури на луѓе кои што се некако конектирани со образование и со воспитание. Можат да ја користат наставници, луѓе вработени во библиотеки, ученици, па дури и семејства, родители може да ја користат самата платформа. Суштината на платформата е наставниците не треба да се дигитално, како да кажам, високо писмени дигитално, него да имат основни познавања од дигиталната писменост и каде што можат да прикачуваат најразлични активности. И важно е да се создаде еден добар простор за учениците да истражуваат и да создават одредени ресурси кои што можат да ги користат и други наставници и други ученици. Кои вредности ги нуди платформата? Кодирањето представува средство за логика, креативност, соработка и разбирање на дигиталниот свет. Од секогаш ние сме го кодирале нашето време, нашите можности, на еден начин организирање или начин на доаѓање до некоја цел. Кога учениците ќе научат како и на кој начин да кодират, односно ќе знаат како да си го организират времето, како да го организират просторот, како и ние, нели возрастите, за да се наоѓаме во одредени ситуации и да доаѓаме до одредени решенија. Зошто постои самата платформа CodeWeek? Мотото на CodeWeek е од давнешни времиња, камен, железо, хартија, па се до молив, сме дојдени до кодирањето. И во праисторија имало начин на кодирање на одредени активности, на одредени задачи, на одредени работи, но сега тоа може да се работи и на друг начин преку технологијата која што ни овозможува да го правиме тоа. CodeWeek сака секој да добие можност да открие како со код може да се создава, да се решават одредени проблеми и да го обликуваат светот околу себе. Клучната препорака за наставниците е дека кодирањето не е додаток на нешто, него тоа е составен дел од нашиот живот и од нашето обкружување и тоа не представува нешто, некој додаток во нашата работа или во нашата настава, туку представува еден современ начин за реализирање на одредени активности, логичко размислување, истражување и создавање на продукти од страна на самите ученици. Кој може да учествува на оваа платформа и да биде дел од самата платформа? Тоа се децата, учениците, студентите, младите и сите оние луѓе кои што имаат желба да создадат некој продукт користејќи дали технологија или на физички начин да дојдат до некое решение. Ќе кажам еден пример, кога ние решаваме одредени ситуации, ние секако дека бираме чекори и начини за решавање на тие проблемски ситуации и на тој начин се создава едно критичко размислување кај учениците, но и кај нас, наставниците и возрастните луѓе. Исто така и родителите можат да користат, наставниците.
Во библиотеките може да користат луѓето кои што работат, предприемачите, носителите на образовните политики. Училиштата, библиотеки, клубови, организации и локалните заедници исто така можат да учествуваат во најразлични активности поврзани со кодирањето. И сите оние што организираат било какви активности, пак ќе кажам, дека можат да преку кодирање, преку начин на решавање на проблемите, последователно, за да дојдат до самото решение, но сето тоа е добро да биде внесено во мапата која што понатаму во презентациите ќе ви покажам како и на кој начин тоа се прави, за да биде сето тоа забележено и да биде видливо во заедницата и пошироко. Целите на CodeWeek се да промовира компјутерско размислување, кодирање и технолошки активности, да го направи програмирањето повидливо и подостапно за сите ученици, да покаже како од една идеја може да се оживее и да се преку код да се дојде до соодветно решение. Да ја намали мистификацијата околу дигиталните вештини, на тој начин индиректно, нели ние, не директно дека мора да ја користиме технологијата, но ненаметливо да се користи технологијата за да се дојде до соодветни решенија и да се решат самите проблеми. Да ги поврзе мотивираните луѓе кои сакаат да учат и да соработуваат и да создаваат свои мали заедници при решавање на одредени проблемски ситуации. Пак ќе кажем дека фокусот не треба да биде ставен само на технологијата, него и на логичкото размислување, да се прави соодветна анализа, да се создадат одредени продукти и на тој начин се создава самодоверба кај учениците и кај луѓето кои што користат активности поврзани со кодирањето и една тимска работа. Сето ова поврзано создава еден начин на критичко размислување кај учениците. Преку сите овие активности кои што ќе ги наведам понатаму, наставниците добиваат помалку страф од користење на технологија, можат да дојдат до одредени идеи за реализирање на часови, професионална видливост на целокупните активности, контакти и соработка со други заедници и пристап до повеќе презентации, трудови, вебинари, подкасти кои што се поставени на самата платформа. Кога зборувам за намалување на стравот од технологијата, кратките ресурси и обуки кои што ги има на самата платформа дават можност да дојдеме до одредени идеи, да ја бидеме посигурни кога организираме час и како и на кој начин да си дојдеме до соодветното решение. Исто така во делот на повеќе решенија за и идеи за часови, учениците и наставниците имат простори одели за учење, кои што одредени активности за организирање на час се преведени на македонски јазик, каде што може да го разбереме сето она што ни го нудат како опција и можност за нови идеи. Има вебинари, готови материјали кои што може да ги користиме во настава и да се подготвуваме за еден успешен час со учениците. Професионалната видливост е во делот на споделувањето на материјалите, препознатливост во заедницата која што е на CodeWeek и овозможува создавање на контакти кои што понатаму продуцираат нови можности за соработка и проектни активности кои што се интересни за учениците и за наставниците. Тоа е во делот на контакти кои што мрежата ги нуди, соработка, размена на искуства и нели ресурсите кои што се споделуваат помеѓу самите наставници. Исто така платформата нуди континуирани конкурси
каде што можат да учествуваат наставниците, а за успешните и најуспешните наставници има одредени награди и признанија кои што се доделуваат на европско ниво. Што би добиле учениците и самото училиште доколку се дел од оваа заедница? Секој ученик има можност да биде вклучен во активностите и тоа според начинот и капацитетот кој што може да го понуди самиот ученик. Решавање на проблемски ситуации, решавање на задачи, се создава поголема самодоверба кај учениците и се развива љубопитноста и креативноста за работа. На ниво на оделение, учениците помеѓу себе имат поголема соработка, ги презентираат своите изработки и трудови пред останатите ученици или пред други паралелки, активно учествуваат во соработка и размена на искуствата. Исто така е добро што секој училиште на тој начин добива поголема видливост. Видливост на едно пошироко ниво за партнерства, за активности, иницијативи и можности за една поголема соработка помеѓу учениците и училиштата од различни држави. Кодирањето им дава можност на учениците да бидат креатори, а не само да бидат следачи на некои активности и корисници на технологијата механички. Дава можност да самите дизајнираат активности и на крај да ги презентираат пред останатите ученици или оделението на ниво на училиште. Сега ќе навлезем малку подлабоко во самата платформа. Малку интерактивно ќе работам со платформата за да ви ја доловам суштината и содржината што е она што се може да искористиме од платформата. Како што кажав, има готови часови ресурси и идеи и наставни материјали кои што може да ги директно користиме. Има тренинзи, обуки, практични обуки од други наставници од Европа кои што имат реализирано часови, ние само да ги погледнеме, да видиме на кој начин тоа го имат направено, да се го примениме во нашиот локален контекст, во паралелката или на ниво на училиште. Континуирано има вебинари кои што може да се следат и за целокупните овие активности што се следат од страна на нас наставниците се добиваат сертификати за учество или следење на одредени предавања или вебинари. Секоја активност која што се реализира во училиштето треба да биде најавена, да биде регистрирана. На тој начин на мапата ќе биде обележено училиштето, локацијата и кој наставник има реализирано активност. Заедницата исто така создава можност и за професионално напредување на секој наставник од наставник-учесник до водечки наставници и амбасадори на CodeWeek. Исто така има одредени алатки и водичи кои што може да се користат при одредени активности, како што се логоа, шаблони и водичи за активностите. Сега ќе влезам во самата платформа за да може да видите како и на кој начин функционира. Најпрви што треба да се направи е регистрацијата на самиот учесник. Но треба да знаеме дека на платформата која што ќе ви ја пратиме во чет за да може да си ја имате линкот до платформата. Таа е преведена на повеќе јазици и за нас не може да представува бариера да ја користиме поедноставно, но автоматски е преведувањето, можеби на некое место ќе има некои печатни или правописни грешки, со тоа што не би требало тоа да представува некој сериозен проблем. Значи македонскиот јазик е тука активен и може да го вклучиме за да целокупниот интерфејс на самата платформа не биде преведен на македонски јазик. Најпрви треба, бидејќи повеќето од учесниците, следачите на овој вебинар забележат дека не се регистрирани на платформата, влегуваме кај делот на регистрација, бидејќи јас сум веќе најавен, има тука можност регистрирај се, само треба се напише мейл адреса, име, презиме, мейл адреса и да биде секој регистриран.
од кој ќе се регистрираме, ние може да ги користиме сите овие ресурси што ни се понудени. Значи има активности, мапа, активности кои што се истакнати или тековни активности кои што се на самата платформа, да се додават настани, тоа понатаму во следовите ќе покажеме практично како и на кој начин може да се додадат одредени активности што ги ние работиме со учениците, табела со резултати и водич за активности. Има ресурси кои што се за нас наставниците, за учениците, заедницата, како што кажав, во делот на заедницата ги има водечките наставници, амбасадорите кои што се од државите кои што се вклучени во самата платформа. За училиштата има дел, за самата платформа Codeweek и блог каде што се објавуваат најразлични активности поврзани со она што го работат, тековни активности што го работат на наставниците од Европа, па дури и пошироко, бидејќи ова мрежа е глобална. Не влегувам подлабоко, бидејќи на следните слайдови тоа е подобро опишано и ќе одиме чекор по чекор, за да дојдеме до регистрирање на самата, на некоја од активностите, за да видиме како и на кој начин се тоа функционира практично. Како што кажав, има најразлични ресурси кои што се корисни за нас наставниците. Има обуки, има вебинари, има активности кои што се кратки, некаде по 15 на минути, кои што се блиц активности за да ни дојдат идеи како и на кој начин може да реализираме и да спроведеме час со учениците. Тренинзи има, достапни на 29 јазици, како што кажав, дека се преведени. За почетници наставници тоа е идеално за нивната самодоверба во својата работа. Исто така и алатки има кои што може да се користат за промовирање на повеќе активности на што ги ние реализираме со учениците, да си ги преземеме од платформата. Сега ќе одам во ресурси, малку по конкретно да ги објаснам ресурсите што се понудени. Значи, имаме за кодирање, имаме подкасти, вебинари. Кога влегуваме на вебинарите, може да ги отвориме, да влеземе внатре, да отвориме некои од вебинарите што се поставени, да ги проследиме, да ги разгледаме. Тие се кратки, пократки мислам дека се од 15 на 20 минути, за да не кажам во еден здив да ги изгледаме, да видиме што се може да користиме ние наставниците. Сега, ова можност е и за нас сите наставници. Доколку имаме некој вебинар интересен, може да го прикачиме, ќе го одобриме, за да биде на платформата сместен, за да можат и други наставници нашата активност да ја гледаат и да ја проследат. Имаме дел за наставниците, презентации, да ги споделиме, да ги превземеме овие нивните логоа, нивните флаери што ги имат објавено. Дел од нив се преведени на македонски јазик, дел се во Canva ставени за да може да се превземат и да си го редиме според нашите потреби за нашата работа. Друго што е интересно да знаеме, еве како да започнеме. Еден наставник има идеја да објави една активност, не мора таа да биде голема, таа треба да биде мала, добро да ја осмислиме. Веќе кога разгледавме како и што ни нуди интерфејсот и можности кои што ги нуди самата платформа, тоа е првиот чекор. Вториот чекор да избереме една мала активност што би ја работеле со учениците. Ќе најдеме одредени ресурси за да ги разработиме со учениците, ќе испланираме самата активност во училница со учениците, ќе регистрираме активноста, ќе ја споделиме. Не треба да биде голема активност, еден школски час интегриран со кодирање, може да биде
македонски јазик, мајчин јазик, може да биде математика, природни науки, било кој предмет. Не мора стриктно да се држиме дека мора да биде и активноста со технологија поврзана, со компјутери, може да биде и со без технологија, но да биде можност да создаде можност таа активност за да учениците размислуваат како и на кој начин да дојдат до одредено решение, создавајќи критичко размислување и решението на крај да произлезе од самите ученици. И сега првата активност може би да биде, или првата регистрација може да не биде малку посложена, потешка, но ќе видиме дека тоа оди поедноставно. Следниот пат ќе засакаме самата процедура и понатаму ќе се движиме многу лесно низ самите содржини на платформата што ни се понудени. И сега како се регистрира една активност на мапата? Насловот треба да биде краток и јасен, што сакаме да направиме. Во делот на описот што ќе работиме и со кого. Во делот на логистика се барат одредени податоци, информации, датумот кога ќе ја правиме активноста, форматот каква ќе биде целната група на ученици, која тема ќе ја разработиме и да ја споделиме самата активност со одредени докази од учениците. Овдека се клучните прашања на кои што треба да одговориме при најавата на активноста. Јас сега ќе влезам во активностите, ќе сакам да регистрирам една активност. Тоа е на делот да се регистрира активност, се отвара овој прозорец и тука може да напишеме што е она што ќе го работиме. Јас ќе регистрирам ова активност, значи овој вебинар ќе го регистрирам. Ќе пишам вебинар за наставници. За користење на формата форматот треба да го одбереме, значи ова е предавање на Codevik. Може да ставиме и други активности, неколку може да избереме. Каква е активноста? Ова е онлайн активност, само со покана, така мислам дека беше. Адреса. Многу е важно во делот на адреса да пишуваме со кирилична подршка, бидејќи сите училишта во Европа се регистрирани според локацијата на која што се наоѓаат. Јас ќе напишам адресата на моето училиште, бидејќи улица Наско Бурков, за да на мапата се покаже точно таа локација. Број 80, ми ја дава Крива Паланка, североисточен регион. Трајање на активноста, ќе пишам 2 до 4 часа. Датумот на активноста 23. Ние започнавме во 19 часот. 19 часот, селектираме, датум на завршување на активноста, исто 23 ќе пишам, ајде ќе пишам 21 и 50 нека стои. Селектирам. Дали е повторувачка активноста? Не е повторувачка. Овдека треба да избереме каков тип е на активноста, може и неколку да избереме. Повеќе. Има и инклузија, патишта дигитално иктирање, патишта за учење може да избереме. Ајде, со технологија. Сега овдека е важно да напишем, јас си подготвив еден текст, овој ќе си го ископирам, ќе си го ставам, за да видите како тоа изгледа кога пред одобрување на самата активност. Сега одиме на следниот чекор. Целна група. Целна група ни се имаме наставници.
на ова целна група. Број на учесници, сега мислам дека беа околу 450 од прилика. Или 500 ќе пишам. Вели тука опционално да се напишат колку, ајде бидејќи ќе пишам 200 мажи, 300 жени. Возраст, ние сме речиси сите на 25 години. Дали е во наставна активност? Па нема да ја ставиме, ќе ставиме дека е наставна, ние за професионален развој на нас ни значи. Дали активноста во стандардна поучилишна програма, стандардна, ќе ставиме не. Овдека треба да се стави код. При првото регистрирање, тука мора да има код. На второто, водечки наставници во Република Македонија има регистрирано, бидејќи самата платформа екзистира уште од 2014 година, има неколку водечки наставници кои што во минатиот период се регистрирани под кодот МК и НМК, мислам дека имаше регистрација. Еве ќе избереме, Богатиновска ќе избереме, наставничка, бидејќи важно е за напредување на наставниците, бидејќи ако имат 10 наставника и 10 активности од различни наставници кои што се регистрирани под истиот код, тој наставник легува во категоријата да биде наставник, водечки наставник. Овдека опционално може слика да се стави и не, одиме на следен чекор. Име на организацијата, рековме ЗОН учители. Тип на организацијата е непрофитна организација, македонски јазик. Доколку користи ресурси на Codewig во оваа активност, ајде ставиме дека користиме, платформата ја користиме. Веб страната на ЗОН учители ќе ставам и овдека ќе го ставам мојот мејл за да видите како доаѓа повратна информација. Пошаљи, значи прати, автоматски го се преведува, на тој начин може да види некој текст преведен. Кога праќаме, веднаш добиваме известување на мејл дека нашата активност е регистрирана и сега ќе ви отворам да видите како и на кој начин треба да преглед на активноста, ни дава се што сме напишале, како се изгледа. Само да видам каде ми вака доаѓа кај мене известување за активност, за да биде одобрена самата активност. Доколку забележам, бидејќи јас сум Codewig амбасадор, доколку забележам дека има некои нелогичности во делот на содржината на текстот, јас можам да влезам, например има печатна некоја грешка, не е добар описот направен на самата активност, треба да има така малку посуштински да биде самиот опис, за да и тие што гледат како партнери што сака да ни изберат за некоја активност, ги интересира што и на кој начин тоа го работиме. Можам да влезам во уреди, да го доуредам текстот, содржината и потоа одам на approve да биде одобрена самата активност. Активноста одобрена, регистрирана и на тој начин ние може да продолжиме со активноста, за да на крајот ни се генерира сертификати за нас и за учениците. Еви втора активност имам, ја одобрувам и таа, сите активности се одобрени. Овдека имаме, вебинари за наставници, ова сега што ја креирав. Сега нула активност имам за одобрување. Тоа е начинот на регистрација. Мислам дека од прилика разбраште како и на кој начин оди. Не е тешко, значи некои си 5 минути ни се потребни за креирање на една активност. Сега сакам да пополните уште едно ваше размислување поврзано со ова што го зборев и она што ни следува. Да видам дали до тука следевте и како и на кој начин ќе продолжиме понатаму. Сега е вториот прашалник.
да го споделам. Добре, колку има некои прашања, слободно можете да поставите во четот и ги Па ќе прочитам. дадеме, Да, добре, даде одговор. Така да, да само да го одобрам. Дали се уште не, не е споделено ова. Да видам само. Споделено е. Може да се пополнува? Супер, добро. Да. Опс. Браво, добро. Сакам да го гледате и вие, нели? Да. Сега следното. Ајде да влезам во... Следното прашање. Марија, дали го гледате следното прашање? Се уште не. Не сака да ми се отвори следното прашање. Врати го претходното. Добро. Тука не покажува дека се враќа. Ајде, ќе го отворам поново. На првото сега. Не сака да се отвори следното прашање. Кај мене го покажува првото прашање. Ајде сега да се обидам на друг начин. Не сака. Имав уште едно прашање за ова ми е првото.
Дали е сега второто прашање? Добро. Добро, може да продолжиме, уште неколку секунди ќе Но ако почекаме. на некој не му се отвара прашањето, нека оди одново да го скенира кодот. Добро, ова се само две прашања да видам чисто размислување. Можеме понатаму да продолжиме со презентацијата. Да, добри, можеме да Да. продолжиме. Благодарам за вашите одговори. Сега, кодирањето може да се применува во најразлична возраст, почнувајќи од градинка, во основно образование, средно, на факултети, секаде. И сега во делот на ателиерска настава, каде може најдобро и најприменливо да биде самото кодирање? Активности без компјутер, алгоритми во секојдневието, визуелно програмирање и дигитални приказни создадени од страна на учениците. Во предметна настава тие работат со најразлични апликации кои што се поврзани со редовната настава, во Scratch, користејќи микробит, роботика, различни симулации, анимации, квизови и мини активности поврзани со вештачка интелигенција. Како совет би било добро на крајот секоја активност треба да биде со некој продукт завршено, одредена приказна, игра, презентација или демонстрација од страна на учениците, бидејќи таквите активности се подолготрајни кај учениците. Како совет може да биде да се започне со наставната цел или стандардот кој што ние треба да го усвоиме на одреден час и активност, а не од алатките кои што се понудени што сакаме ние да ги користиме. Треба да биде прилагодена активноста според возраста на учениците и она претходно искуство што го има и наставникот, секако и учениците. Подобро е да е јасна активноста, добро испланирана, отколку чисто ради реда да направиме некоја активност, а да биде пресложена за самите ученици и да представува нелагодување при реализација на самата активност. Како и каде може да се пронајде секој наставник или во предметите кои што ги предава наставникот? Најчесто ние користиме во делот на математика, кога имаме алгоритми да се движат учениците од една локација на друга, оние задачи што ги решават во мрежите, тука им е најинтересно и најприменливо во делот на математика. Нуди логичко размислување, одредени шаблони,
патеки, насоки на движење и прибирање на одредени податоци. Тука е идеално за користење на самите активности поврзани со кодирањето. Во делот на јазици и општествени науки може да се користи некој дигитално раскажување, квизови и особено е применливо во делот на медиумската писменост. Природните науки исто така дават можности за одредени мерења, симулации, истражувања, мини проекти, внесување на податоци од различни мерења направени од страна на учениците. И секако во вештините може да биде применливо сето ова, во ликовно, музичко, физичко, преку разни анимации, дизајни, креативни активности, создавајќи дигитални продукти. Секако кога еден наставник ќе се најде некоја поврзаност со предметите, може и сама интеракција да се направи помеѓу предметите, да се поврзе, за да кодирањето биде поприменливо и поинтересно за учениците. На тој начин и CodeWeek полесно се представува како простор за создавање на решенија и применливо искуство и не представува терет за учениците и за наставниците како и на кој начин да го адаптират и применат во училница со учениците. Претходно напоменав дека за сите активности кои што се реализират, автоматски се генерират сертификати. Сертификатите различна важност имат или различна тежина, да кажем, имат, бидејќи за различна активност доделуваат различни сертификати. Најосновните и првите сертификати кои што ги добиват и наставниците и учениците се сертификатите за учество и по секоја завршена активност во делот на вашето место каде што сте регистрирани, има дел сертификати и автоматски се генерира сертификатот за завршената активност, пишувајќи ја темата на насловот на активноста, колку време траела и да се спушти сертификатот во дигитална форма, со тоа што тука може да се направи и сертификат за секој ученик што учествувал во активноста. Сертификат за изворедност се дава на оние наставници кои што учествуваат во активност CodeWeek за сите и кои што нуди можност за поширока соработка со други наставници и други училишта. Сертификатот за организатори, тоа е признание за поголем број на активности кои што ги спроведува еден наставник и тој сертификат е од едно повисоко значење и важност. Исто така сертификати за алапки кои што може да се постават и да се користат од самата платформа, се доделуваат и сертификати за таква спроведена активност. На почетното ниво или основниот сертификат се доделува на наставници кои што имат една активност, учествуваат и на тој начин се здобиваат со тој сертификат. Следното ниво е со повеќе активности, спроведени активности во училница, со колеги, со наставници и тие се, како што кажав, сертификати од едно повисоко значење и важност и се бодуваат со повеќе бодови. И временски се на подолг временски период. Сега што представува нашата заедница? Заедницата е составена од амбасадори, водечки наставници и координатори на активности. Координаторите на Ајде ќе почнам од најниското. Координаторите на активности се оние наставници што ги активностите што ги реализираат со 2-3 пати, 5 пати што имат учествувано на одредени активности и на ниво на Европа има можност за тие наставници се среќаваат на вебинари и добиваат покани. Според активностите ги излекуваме тие наставници
според бројот на активности што ги имат направено и какви активности имат направено, и на тој начин се создава една заедница на наставници за размена на искуства и подготовка на проекти. Второто ниво е водечките наставници. Тие на ниво на Европа има околу 450 такви едукатори и тие имат посебни состаноци, онлайн состаноци, па некогаш се организираат состаноци со физичко присуство за тие наставници. До сега од Република Македонија има 5-6 наставници кои што се на тоа ниво и во минатиот период имат реализирано така повеќе активности и некои од нив се и наградувани и се повикувани на одредени состаноци. Највисокото ниво е Code Week амбасадор, кој што во моментот сме двајца, едниот по-неактивен, јас сум како почетник, нели ентузијастички настроен за да малку повеќе ја промовирам самата платформа и можностите што ги нуди платформата. Ќе влезам во делот на заедница и да видите како сето ова изгледа. Тука се за секоја држава може да си повикаме и да видиме за која држава кои се тие наставници. Би се задржал во делот на главни или водечки наставници, бидејќи пред еден месец имаше распишано конкурс за водечки наставници за државите од Европска Унија и во Европа што се држави. До сега во Македонија, само да видиме, Маја Виденовиче, Билјана Стојановска, Марија Богатиновска, Билјана Лазаревска, Маргарета Зајкова, Билјана Тримческа. Исто така, Оливера, гледате дека по мапата каде што се регистрирани, таму е нивната локација на мапата поставен пинот за да се види од каде се тие наставници. И Оливера Гроздановска е од Битола и мислам доколку е вклучена, може да го сподели незиното искуство како водечки наставник, како патот кој што ги има поминато за да биде дел од водечките наставници, за да бидат охрабрени другите колеги кои што имат желба, амбиција и сакат да бидат во заедницата на водечки наставници, па ако е вклучена Оливера, може да го сподели незиното искуство. Да, добро вечер на сите. Јас сум Оливера Шиклевска Грозданова, наставник по информатика во Основното училиште Ѓорги Сугарев Битола. И сега кога веќе зборуваме за Code Week заедницата, најпрво ќе кажам дека сум дел од истата 10 години. Првата активност сум ја поставила на мапата 2015 година, сум почнала чисто од љубопитност и понатаму до денес, последните 5 години сум Code Week водечки наставник. Активно работам на Code Week платформата. Сега скроз на почеток почнав со податоците, но прво сакам да го поздравам, а воедно и да го пофалам нашиот нов Code Week амбасадор, господинот Добри Јовевски, затоа што денес ни ја представува Code Week платформата на еден јасен и инспиративен начин. Очекувам и се надевам и на една плодна соработка. Па се вклучив сега во оваа прилика затоа што сакам поконкретно да ви ја доближам улогата на Code Week водечки наставник, што се очекува од еден водечки наставник. Јас би рекла дека станува збор за една улога на поврзување, значи меѓу наставниците, учениците и можностите што ни ги нуди оваа платформа и воопшто Европската недела на кодирање. Во пракса тоа значи дека водечкиот наставник е иницијаторот, организаторот, некој кој ја започнува целата оваа работа, целата приказна. Како јас практикувам, објавувам најпрво повик до колегите, наставниците за вклучување во активности. Поделувам идеи, покажувам дека Code Week активностите се едноставни, се интересни, применливи за секого.
се трудам да им ја доближам целата идеја до наставниците, да не изгледа како нешто комплицирано или како, што велиме, само за информатичари, туку како можност за креативна настава во секој предмет. Еден важен дел во улогата на наставникот, водечкиот наставник е поддршката. Значи, помагам со предлози, ресурси, активности, па дури со заедничко планирање на час. Често споделувам материјали, примери од платформата Кодвик, но и од сопствено искуство, некоја активност што јас сум ја реализирала, нешто што било добро, што било интересно, што може за учениците, што би можело лесно да се прилагоди или примени со во друг предмет и така натаму. Исто така, ова улога подразбира и координација, оно што реков, организираме заеднички активности, вклучуваме повеќе оделенија, понекогаш и различни предмети, што ја прави целата таа приказна уште интересно. Многу важен дел е и мотивацијата, затоа што не секој наставник се чувствува сигурен веднаш да проба нешто ново, особено кога станува збор за дигитални активности. Тука мојата улога е да ја охрабрам, да покажам дека не мора се да биде совршено или идеално, дека е доволно да се започне со нешто едноставно. И може би најважно, се трудам ова да не ни биде само нешто што го правиме десеттина дена токму во неделата на кодирање во октомври, туку да имаме активности во текот на целата година. Така што на крај добиваме една убава заедничка приказна со различни предмети, различни идеи, многу креативност и едно чувство дека сите заедно правиме нешто вредно. Искрено во моето училиште Кодвик не се доживува како обврска, туку како нешто што го правиме со задоволство и со тимски дух. И затоа можам да кажам дека неделата на кодирање во нашето училиште стана нешто пошто сме предпознатливи како училиште. Не знам, не сакам да должам повеќе, но сакам само да истакнам некои работи за новите наставници кои после овој вебинар ќе одлучат да се вклучат во Кодвик заедницата. Дека на порталот, еве и нашиот амбасадор објасна, навистина на платформата Кодвик EU имате едно големо богатство од ресурси. Готови планови на часови, сценарија, материјали, алатки, кои веднаш може да се применат, не мора ништо ново да се измислува. А во однос на професионалниот развој, спомна и нашиот амбасадор, значи можност постојано наставниците имате можност постојано да се надградувате преку бесплатни вебинари, онлайн курсеви, подкасти. Придобивките се огромни и за учениците, затоа што учениците преку забавни предизвици, видовте хакатони, имаат најразлични повремено организирани, ги развиваат вештините кои им се потребни во иднина, нели? Вештини, логичко размислување, критичко размислување, креативност, дигитална писменост и така натаму. Би завршила еве со повик до сите наставници, колеги, да се охрабрите да се приклучите кон Кодвик заедницата. Посетете го порталот, платформата Кодвик, користете ги подготвените ресурси. Дури и една активност што ќе ја реализирате, може би утре, може да донесе голема промена во иднината на вашите ученици. Ви благодарам за одвоеното време. Се извинувам ако бев за повеќе време. Благодарам Оливера што се вклучивте и го дадовте вашето и го споделивте вашето искуство за да сите ние видиме дека навистина представува можност за секој наставник на еден начин професионално да се надградува, да се усовршува и да биде забележан во заедницата на наставниците кои што работат со учениците, промовирајќи дигитални компетенции и можност за свое професионално усовршување. Сега, која е патеката, и колешката Оливера спомна, за напредување на наставникот. Почетникот наставник ќе направи една мала активност, но ќе кажам дека кога ќе забележи дека тоа не е толку сложено,
може да се движи понатаму, да стане еден активен организатор, редовно да регистрира активности, да стане позабележителен член на заедницата, следејќи вебинари и споделувајќи своји добри практики со останатите колеги од самата заедница на CodeWeek. Станува лидер наставник, бидејќи ги поддржува и другите наставници, и на крајот, бидејќи има можност секој да напредува, може некој од вас да стане и CodeWeek амбасадор, промовирајќи локални активности и да биде контакт точка за останатите наставници во државата. Моја препорака е дека секој од наставниците може да влезе со еден мал чекор, да направи една мала активност, да биде видлива и на тој начин професионално да се усовршува и да напредува во кариерата на самата платформа што ја нуди. Во изминатиот период имаше повик за наставници лидери и Македонија беше ставена во таа група на држави каде што може да се пријават наставниците, да биде еден водечки наставник, да го посвети малку повеќе своето време, охрабрувајќи ги другите колеги да започнат со активности поврзани со кодирањето и споделувајќи ресурси за наставниците, помош, како што кажа колешката Оливера, тоа е патот за едно професионално напредување на секој наставник. Значи, да се стане наставник, член на заедницата, наставник лидер, амбасадор, и треба да знаеме дека целокупната ова работа и ангажманот е волонтерски, но на еден индиректен начин се добиваат придобивките кои што понатаму многу значат за секој од нас како наставник. Можност за состаноци, за посета на други заедници во други држави, да видат како и на кој начин функционираат тие и работат на самата платформа, споделувајќи активности. Една важна работа која што ја промовира самата платформа е вклучување на девојчињата во активности поврзани со STEM. Бидејќи забележавте кога се регистрира настанот, има едно прашање каде што вели колку вкупно се вклучени ученици или учесници на таа активност. Од тоа ги дели момчињата и девојчињата, бидејќи им е важно малку повеќе да се промовираат и девојчињата за да бидат дел од самата заедница и да бидат дел од учествување во и креирање на дигитални вештини за развивање на своја STEM кариера. Сето ова нуди една инспиративни примери што ја поврзуваат заедницата, наставниците и професиите кои што не чекат или ги чекат нашите ученици во текот на својот живот. Има најразлични предизвици и активности кои што исто така се поврзани со одредени кампањи. Треба да знаеме дека да, во октомври е неделата на кодирање, но во текот на целата учебна година ние може да реализираме активности за да кога ќе дојде неделата на кодирање да бидат вреднувани тие активности, да бидат наградени, бидејќи тоа е отворен конкурс каде што најдобрите секогаш се наградени од страна на комисија која што ги следи активностите. Сега, овдека имам една слика ставена каде што Македонија, бидејќи е дел од ова семејство на самата платформа, и забележителен е напредокот, бидејќи во 2018 година има постигнато на 7-мо место е била рангирана Македонија според активностите, а сега се наоѓа на 2-то место, што е значително напредната во сите овие активности поврзани со кодирањето. И мислам дека треба
уште малку да се потрудиме за да дојдеме и до првото место, бидејќи не е тоа неосвојливо, може да го заземеме и првото место, затоа што ќе забележите дека на првото место е Малта со 150 активности, но тоа е според бројот на училишта и ученици кои што се во државата кои што следат воспитно-образовниот процес и на тој начин се рангираат позициите на местата каде што може да бидат позиционирани. Во 2025 година имаше две активности кои што беа интересни да се учествува и каде што добија одреден број на наставници своји награди и признание и беа наградени од делегацијата на Европската комисија. Организират почесто такви настани кои што завршуваат со наградување на ученици и наставници. Има можности за и финансиска поддршка на одредени активности во државата да се аплицира. Тие не се големи средства, мали, но се секако можност за малку повеќе да се ангажираат наставниците и учениците при реализација на активностите. Често, можеби на 1 до 2 месеци организираат хакатони, кои што се и онлайн, и може да се учествува на нив, бидејќи до сега има околу 600 млади иноватори кои што учествувале во ваквите хакатони организирани од страна на Code Week во 2025 година, 2026 година, тоа се мисли за учебната година од септември до еве сега април сме. Како изгледа инфографикот во делот на заедницата на Code Week? Значи, околу 4 милиони луѓе учествувале досега на активностите поврзани со кодирањето. Вкупно има учествувано 79 земји и биле вклучени во најразлични активности. Од тоа 49% биле девојчиња или жени, 34.500 организатори, како нас, наставници, биле вклучени во изминатиот период. Имале реализирано 78.000 активности и 88% од активностите се одржале во училиште или во училница со учениците. Другите се надвор од училишните простории. Се, кога е најдобро време да започнеме со активности? Во текот на целата учебна година е добро да се реализират активности, од време на време да се прикачуваат одредени активности, бидејќи на тој начин ние ја учиме самата платформа, добиваме една малку поголема самодоверба како и на кој начин да ја користиме платформата и можноста во октомври да се учествува на главниот настан кој што е за недела на кодирањето. Како што кажав, септември кога започнува учебната година, ние треба да бидеме веќе подготвени, да истражиме, да видиме што се нуди самата платформа, какви ресурси може да искористиме, во октомври да учествуваме и во текот на целата учебна година да следиме одредени вебинари, да прикачуваме одредени активности и по завршување на секоја активност да генерираме сертификати за нас, наставниците и за учениците. Во 2025-2026 година имаше распишано конкурс за доделување на мали грантови и има еден проект кој што се реализира во моментот во Кајнас. Тоа е Code the Future Artificial Intelligent and Digital Skills Hub. Целта е практична и инклузивна поддршка на наставниците и учениците од 6 до 15 годишна возраст во развојот на компјутерско размислување, кодирање, користење на вештачка интелигенција и креативно решавање на проблеми. Во овој проект беа вклучени 10 училишта од нашата држава. Обучени беа околу 140 наставници и учествува околу 2800 ученици.
На тој начин се профилира наставници кои што ќе имат можност и веќе може би имат аплицирано за водечки наставници и ги имат промовирано сите оние дигитални компетенции што ги поседуваат, што ги имат надградено во целиот овој процес преку активности со ученици во нашата држава. Како што кажа, во моментот Македонија е на второто место. Се надевам дека по завршување на овој вебинар дел од нас ќе се охрабрат да се регистрираат и да направат некоја активност со учениците, за да се покачиме за уште едно место погоре и да бидеме една водечка држава во делот на користењето на технологијата во наставата или примена на активности поврзани со кодирање со учениците кај нас. Како што и претходно спомнав, во октомври е недела на кодирањето, од 10 до 25 октомври оваа година ќе биде најактивно користењето на платформата и на прикачување на содржини поврзани со активности во нашите училници со учениците за кодирање и треба да се охрабриме од сега да започнеме да истражуваме, да прикачиме барем некоја од активностите што ги реализираме со учениците и минимално да е со користење на технологија или со користење на кодирање без технологија, да ја прикачиме, да ја реализираме и да видиме како и на кој начин може да учествуваме на овој повик, за да некои од наставниците освојат некое високо признание и да се профилират како водечки наставник или како амбасадор за кодирање за нашата држава. Не треба да бидеме информатички толку многу подготвени, може со едноставни активности да покажеме дека може да бидеме дел од ова глобално семејство за кодирање. Сега, кои се следни чекори што може да ги направиме ние наставниците? Да ја отвориме платформата, да се регистрираме, да избереме активност и да ја регистрираме самата активност, да ја реализираме активноста и да генерираме сертификати за себе и за учениците. Бидејќи нема да представува некоја тешкотија за нас, затоа што мислам дека ќе биде и предизвик да покажеме дека може да направиме една активност, да ја прикачиме и да ја споделиме со заедницата, она што го работиме со учениците. На тој начин, кај учениците потикнеме друг начин на размислување, затоа што кодирањето е потребно за секоја доба од животот. Сега ќе ве замолам да го скенирате кодот или линкот, да го префрлите кај вас на компјутерот, за да влезам јас и да отворам можност да направиме уште една анкета која што е на крајот од самата презентација, да видиме до каде сме, што сме направиле и колку е вашето задоволство од сето она што го слушнавте денеска. Може да влезам во... Мислам дека ќе биде успешно. Добре, ти благодарам во името на... Уште малку имаме, уште малку, да, уште еден слайд имаме, да, само да го споделам ова анкета за крај, само да видим дали ќе ми се... Колегите дека ја потполнати оваа анкета. И ги мотивирам сите колеги, доколку имаат прашања, дали е тоа како да се вклучат на платформата, како да креираат некој настан, ако нешто не е објаснето или не е јасно, слободно поставете прашање во чит, за да може господите Добри на крајот од овој вебинар да може да одговори на прашањата.
Само да видам да успеам да го пренесам и другиот слайд. Веднаш почитувана Гордана ќе биде испратен линкот од анкетата во чет. Сите присутни ве замолувам да одговорите на линкот за сертификати, за да може да се изработат сертификатите од страна на зоодницител. Одговорете на оваа анкета која добре ја пушти. Да благодарам. Се ќе одиме на второто. Некој во текот на вебинарот добро имаше многу поголеми зборови за текот на вашето предавање и навистина ми е чест и задоволство вие пораки Благодарам. да ги споделам со вас. Драго ми е доколку е така, затоа што ја стојам на располагање на секој наставник, доколку има некои потешкоти или некои дилеми и прашања, слободно на крајот на последниот слайд е имејлот. Тоа мејл може да се прати и во делот на самата платформа, кој ќе отиде во делот на амбасадори, да кликне на мејлот и ќе ми испрати мејл, барање, било што да е, во поглед на користење на платформата. Тука сум за се што е потребно. Така е. Може да одиме и на следното прашање. Сега има две анкети паралелно, да не ги збуниме наставниците, но наставникот е спремен да работи две работи во исто време. Сите прашања на крајот од вебинарот, од презентацијата на Добре ќе бидат поставени и одговорени од негова страна, така ве мотивирам да ги поставите. Или сакате нели дополнително да го прашате. Јас сега ќе искористам приликата дека одговарат да се заблагодарам за уште еднаш за можноста да бидам дел од овие циклуси на вебинари што ги организирате. Драго ми ако дел од наставниците успеав да ги мотивирам и да пристапат кон нов начин и нова заедница која што нуди ресурси и можности за наставниците да професионално се усовршуваат, да ги мотивират учениците, бидејќи се тоа што го правиме за учениците, токму овие работи се потребни за креирање на нови вештини кои што се неопходни за времето кое што предстои пред нас и создавање на поголема самодоверба кај учениците, а на тој начин и ние создаваме наша самодоверба за користење на технологијата и напредување во нашиот кариерен развој. Токму така. Уште некоја минута, нека одговорат против нашите колеги на... Еве, имам тука уште едно прашање, ова е последното. И ве замолувам, сите ги замолувам, доколку имате проблем технички, да исклучите камерата и микрофонот поради да не дојде до пречки во текот на вебинар.
Проверите ги вашите микрофони и исклучите ги. Благодарам. Еве имам додека тече одговарањето на нашите колеги. Во четот има вика јас веќе го работев во октомври. Ова прекрасно беше од страна на учениците. Поздрав од Тања од Штип. Благодарам. Еве да продолжиме понатаму со активности. Бидејќи сите ние заеднички ја креираме иднината на сите наши ученици и заедно може многу повеќе да постигнеме и резултати и да се создаде едно подобро дигитално општество и средина во која што живееме. Токму така и да им биде интересни на учениците. Супер, ми се допаѓаат и овие коментари што ги пишуваат колегите, супер. Фала ви многу за овие коментари. Да, благодарам. Така, на крај има неколку прашања, тоа ќе го ставиме за крај. Да. Вика, браво колега, колку убаво објаснување и презентирано. Како и секогаш задачата исполнета на ниво, благодарност на тебе, добри и дозом учител, ви благодарам колеги за убавите зборови. Ова ни даваат мотивација понатаму да продолжиме со организирање на вебинари, а секако на нашите предавачи и понатамошна поуспешна работа. Да, еве останува уште еден слайд за да ги контактите да ги имат колегите и подсетување кога ќе реализирате една активност со учениците на социјалните мрежи на Facebook, на X, на LinkedIn и на Instagram има можност за споделување на активноста. EU Code Week Teacher, мислам дека е на Facebook страната каде што може да се споделуваат активности, а заследете ги и другите страни каде што континуирано има објави од разни активности и повици кои што ги организира Code Week. Така да слободно приклучите се на овие социјални мрежи, бидејќи од таму ќе се добиваат одредени информации. За сите останати прашања слободно напишете мејл, побарете помош, ви стојам на располагање во секое време, бидејќи, како што кажав, сите заедно го градиме образованието во нашата држава и секоја генерација треба да биде поуспешна од претходната, бидејќи времето се менува, а ние треба да бидеме во текст со сите оние предизвици кои што стојат пред нас, а и пред учениците. Уште еднаш благодарност до организаторите на вебинарот, до можноста да бидам дел од циклусот на вебинари кои што ги организирате. Благодарност до зон учители. Стојам на располагање и за други вебинари, доколку се заинтересирани наставниците. Ние разговаравме со Наташа да организираме и за слободните изборни предмети Учам за моето здравје. Доколку се заинтересирани колегите, може тоа да го направиме, бидејќи јас и уште неколку колеги сме автори на програмата за слободен изборен предмет Учам за моето здравје, која што е промовирана и од Министерството за образование, поддржана или одобрена од Биро за развој на образование. Има подготвено и прирачник за наставниците од 6 и 7 оделение, но тој прирачник може да се користи во 4 и 5 оделение, така да стојам на располагање и за таа тема да подискутираме, бидејќи навистина изборниот предмет нуди доста можности и потреба од опкружувањето кое што е неопходно да учат учениците за своето здравје, за менталното здравје и за благосостојбата во која што живеат. Еве едно прашање. Добре, вика, дали се уште трае повикот за Leading Teacher на веб страната? Нема одреден датум и е достапна формата на апликација до Тодорка.
Дали? Да, се уште трае. Се уште трае. Вели Христина, за активностите на оваа платформа треба да имаме интернет и компјутер за секој дете во училница. Прашањето е. Дали е потребно? Не, реков дека не мора секој пат да се користи технологија. Технологија треба да се користи да ја најавиме активноста, компјутер, значи да ја најавиме активноста, а додека активноста може да биде и без користење на компјутер. Значи, ако направиме по математика движење, насока и движење, може во просторијата во училницата да се направи. Цртеж еден со различни бои да се нацртат, да се насликат во цртежот и тоа е еден начин користење на некоја шема или кодови за да дојдеме до сликата. Јас ќе споделам, извини Горде, ќе споделам можност да видат каде може да аплицират наставниците за водечки наставници. Еве вака, ова ми е споделено. Така. Значи, во делот на заедница, кога влегуваме на страната, во делот на заедница се отвара овој интерфејс и тука ај првен да ги најдеме повеќето информации. Еве, ова е повикот кој што објаснува што се бара од еден водечки наставник и дека водечкиот наставник е отворен за овие држави, каде што е и Република Северна Македонија. Се движиме низ страницата, во делот на аплицирај, може да пополниме и да аплицират. Сега да не пополнувам јас, треба 3 чекори се пополнат. Во мај ќе имаме состанок, ние имавме состанок во вторникот со амбасадорите, разговаравме на оваа тема, ќе има хакатони кои што исто така ќе бидат споделени од моја страна на социјалните мрежи, но ете нека ја заследат и Facebook страната на EU Code Week Teacher. Таму може да најдат повеќе информации за различни настани што се организират. Во четот има голема благодарност со Слободанка, Илена вика голем поздрав, Љубица вели одлично презентирање. Труска вели во нашето училиште веќе реализираме програмата за изборен предмет, учам за моето здравје и големо благодарам. Значи не само што колегите се вклучени во ова што денес како презентиравме, напротив, ги користат вашите учебници, голема благодарност добри за тоа, и нормално изборниот предмет учам за моето здравје. Навистина големи, ние разумно што ги сакаме предавачите и сите наставници кои се трудат да ги следат редовите во образовниот процес, а еден од нив си ти, каде што ни даваш на сите нас и добри вежбанки, математика и добри учебници од кои денеска ние сите работиме, а денеска имаме таа можност да ни бидеш настава. За да вебинарот според времетраењето го направиме да биде 3 часа, сега ќе, бидејќи завршивме ние со презентацијата, ќе ги замолам наставниците по завршување на вебинарот, нека искористат 15 на минути да се регистрираат, да видат како и на кој начин може да регистрираат една активност и тоа ќе биде заокружено за 3 часа времетраење на самиот вебинар. И таму кога ќе ги запишуваат активностите при регистрација, нека бидат 3 часа, бидејќи на тој начин ќе се генерира сертификатот кој што е бодуван или има одредено признание при вреднување на самиот сертификат. Можеме ние да причекаме едно 10 минути, секој од Нема проблем. Да, секој од наставниците имаме околу 400 во моментот учени наставници, пробите колеги, логирајте се и доколку има, например, имате проблем во логирањето, тука е добри за да објасни подетално, за да можете и вие да се логирате, да станете дел од големото семејство.
Ирена вика прекрасен вебинар за нови хоризонти, токму така благодарам срдечен поздрав од Татјана. Значи, добри, да вистина прекрасен впечаток остави кај нашите наставници, како и секогаш познат успешен наставник кој се сака пред се својата работа и секој што се сака својата работа дава плод неговата работа, а ние како наставници, како млади, меѓу нас има и помлади, и повозрастни, и средни години, сите треба да учиме од оние кои се успешни, како да стигнеме до успехот. Да бидете наши примери. Благодарам. Пробајте. Мислам дека Наташа има кренато рака, сака нешто да се вклучи. Може, добра вечер до сите. Јас би сакала лично во името на ЗОН учител и лично од мене добри, како председател на ЗОН, да заблагодарам на твоето одвоено време, на овој инспиративен вебинар, што ни даде можности да размислуваме и преку распустот кои активности би ги реализирали нели за Code Week, меѓутоа и како делински наставници колку можеме идеи да искористиме од овој вебинар и од тие ресурси што ги спомна и активности за време на слободни изборни активности и во времето за продолжен престој, па така да ги охрабрувам наставниците да го проанализираат самиот, да ја проанализираат платформата, а јас во меѓувреме добив уште една идеја и затоа кренав да речам рака, самите наставници треба, ајде да кажам, меѓу себе да се поврзуваат, да се споделуваат идеи. Јас ќе заблагодарам на Оливера, на нашата лидерка во училиштето за Code Week, која што постојано не охрабрува, зависно од возраста на учениците, значи наставниците од прво одделение, па се до предметна активност, кои активности и ресурси може да ги користиме, да бидат интересни за децата и за учениците и секако нели сите да сме и сертифицирани заедно со децата. Во поглед на професионалниот развој, бидејќи ние сите работиме на нашиот личен план за професионален развој, кој нели законски треба да го работиме и да го имаме од 10 септември, а неговата реализација да заврши до 30 јуни, јас би ги охрабрила наставниците да ги проучат вебинарите, да научат нели нови активности, да си го подобрат своето дигитално знаење, компетенции и сето тоа може да си го внесат нели во својот личен план за професионален развој. Па тоа е еден плюс за сите нас, ако сме избрале компетенции поврзани нели со дигиталната писменост или одреденијате критичко размислување, нови идеи, може тоа да се го направат колегите еве во овој период. Благодарам уште еднаш, се гледаме нели на следен вебинар. Секое добро. Благодарам Наташа, нашата председателка. И најголемиот кривец што постои ова здружение. И пред 5 години не собра една група на наставници, така како што денеска благодарение на НЕИЗЕ, ние сите функционираме, сите заедно како деленски наставници на територија на Македонија, со вакви прекрасни вебинари и со големи професионалци. Благодарам, Наташа, да не беше ти, ова денеска немаше да бидеме сите заедно. Дали има некои прашања од нашите колеги присутни? Дали сакате дополнително прашање до добра? Добре, доколку нема прашање, можете ми да ве исконтактираат, вие го дадовте вашиот мејл. Така, може да не испратат имејл до ЗОН учител, за подетелни информации, ќе добиете. Ви посакувам убава вечер на сите, ви благодарам за присуството и се надевам дека ќе влезете во семејството на Code Week.
Да. И Јас, ќе го така. ќе го Јас оваа платформа ќе ја употребувате секој ден. Јас за крај вака би рекол, нека го искористат времето да си го кодираат за добро здравје, за успешна работа, за среќен живот. Сами ги пишуваме кодовите, сами ги реализираме нашите замисли. Нека бидат сите живи и здрави и да се видиме, да си го кодираме времето, да се видиме за некој следен убав настан. Секој добро, фала ви многу. Благодарам многу. Поздрав колеги до сите и имајте убава вечер. Пријатно.